утро и од мене, од централното јадро на општината Киселавода. Потврдувам дека е навистина студено, иако температурите ни се повисоки. Можам да кажам дека смрзнавме утринава со градоначалникот, додека очекувавме да се вклучиме, но кога имаме да пренесеме убава и позитивна информација, особено за граѓаните кои што се жители на општината Киселавода, градоначалникот ќе се согласи дека вредеше што почекавме на ова студено утро. Добро утро. Добро утро. Благодарам на вашата покана и поздрав за вашите гледачи. Ви благодарам што ова утро дојдовте да прошетаме на улицата Емил Зола, кажав, централното јадро на општината Киселавода. Имено станува збор за една улица која што не паметат жителите кога последен пат било нешто инвестирано во истата, може и да се забележи. Ќе прошетаме. Секој утро е неверојатен сообраќаен метеж, особено тука. Не знам колку ќе го фатиме сега во 7 часот и 10 минути, но верувам дека граѓаните сега тргнуваат кон работните места. Кои ви се плановите за тука? Видете, ова како што кажавте, централно подрачје, централно јадро на општина Киселавода и е едно од моите предизборни ветувања да го решиме хаосот овде кој што се случува во моментов од повеќе аспекти. Добре. Еден од аспектите на небезбедна улица е тоа што коловозот, како што кажавте самите, не се памети овде кога е последен пат реконструиран, односно да бидам попрецизен, пред 2006 година е реконструиран последен пат. Еве колегата Александар Мижимаков е заедно со нас, може и да фати како изгледа каква е состојбата на улицата. Каква е состојбата, практично, кои се плановите? 4 градоначалници пред мене немаат инвестирано ништо на оваа улица. Дополнително проблемот со кој што се соочуваат моите сограѓани тука, а беше ветено како мене како кандидат за градоначалник уште пред изборите дека ќе го решам, тоа е проблемот со паркирање. Значи реконструкцијата на оваа улица ќе подразбира и реконструкција на краците на Емил Зола. Имаме, може да видите, еден од краците од левата страна, имаме уште два краци од десната страна, каде што целосно ќе го средиме и проблемот со паркирањето. Ќе биде обезбеден. Како го планирате паркирањето со оглед на тоа дека се многу тесни улиците? Паркирањето ќе го решаваме на исти принцип со сообраќаен проект како на Вера Јоцич. Планирани се џебови за паркирање од страните, така што ќе има реконструкција на коловозот, како што кажав. Внимавајте дупки. Да, внимавајте дупки имате, да. Ќе го решаваме коловозот, ќе ги решаваме пешачките патеки, ќе ги решаваме џебовите за паркирање. На тој начин моите сограѓани тука на овој дел од централното јадро на Киселавода ќе добијат безбедни улици, безбедно ќе може да се движат и што е најважно, ние нема да имаме повеќе проблем со паркирањето, што представува проблем 20 на години на овој дел од Киселавода. Градоначалник ќе споменавте Вера Јоцич, но ајде да зборуваме за Димо Хаџидимов, беше улицата, тоа е огнен прицел што завршува, нели, со Димо Хаџидимов, која што речиси година и нешто се реконструира, некако нема изглед дека ќе биде и завршена. Која реконструира таа улица? Таа е под ваша надлежност? Не, Димо Хаџидимов улицата во моментов ние, како што споменавте, ја реконструираме целосно Вера Јоцич. На исти принцип како што споменав, и паркирањето го средуваме, пешачки зони, коловозот средување и така натаму и така натаму. Што току излеговме од реконструкција на сите улици во 11 октомври згради, каде што над 100 паркинг места обезбедивме изминативе месец и половина се работеше таму, што значи нашата работа е многу експедитивна и гледаме да не кочиме во обврските, односно да не затаиме и да не траат бесконечно реконструкциите. Морам да напоменам дека Димо Хаџидимов, кој што споменавте, е обврска на градот Скопје. На истата улица има многу сериозни зафати и од аспект на подземна инфраструктура, што подразбира промена на водоводна мрежа, промена на одводна мрежа и атмосферска канализација, нешто што недостасуваше. Јас разбирам дека долго време се работи, но тоа и недостасуваше на општина Киселавода. Но тоа е потребно. Но тоа е потребно и веќе едниот дел е рехабилитиран коловозот, односно асфалтиран е повеќе од половина, мислам дека во наредни неколку дена треба да се доврши до крај. Затоа траеше таа постапка малку подолго. Барате на трпение, од другата страна пак една споредна улица во моментот ви се реконструира. Тоа е кај училиштето, кај средното училиште. Чинам дека таму се наоѓа. Па за таа зборува Вера Јоцич. Таа е Вера Јоцич, добро. Но тоа беше неопходно. Видете,
у принцип многу се работи, некако на големо се тргна споредните улички, се прави еден сообраќаен метеж, голема фреквенција на возила затоа што е една од општините која што е доста населена. Точно, и мора да забележиме уште една работа, е една од општините која што важеше како аутсайдер, би рекол, за разлика од другите општини скопски. Зошто сметате така? Сметав така до пред да бидам градоначалник, затоа што ние важевме за општина која што немаше средена ниту подземна, ниту надземна инфраструктура, знаете и самите долги години. Овде малте ни да не се инвестираше ништо. И јас сум се обврзал пред моите сограѓани да окренам нивото и квалитетот на живот на моите сограѓани и работам интензивно на тоа. И апелирам и замолувам да бидат трпеливи кога работиме, затоа што колку и да се трудите плански, неопходно е да го фатите, например, ова е под Цветан Димов се води населено место, ова цело градско подречје. Кога ги средуваме улиците, гледаме секаде да ги средуваме. Јас во моментов го изработувам и проектот, во финална фаза ми е за Ѓорѓе Димитров улицата. Тоа е позади домот за слепи, доста голем потек, започнува од студентскиот дом Пелагонија, завршува скроз долеке домот за култура Билјана Беличенец Алексич, и тоа е еден така сериозен проект кој што ќе го работиме во наредниот период, така што така настапуваме плански, населба по населба, и гледаме да ги решиме сите проблеми кои што со години не мачат. Разбирам дека на моменти тоа изгледа прехаотично, дека се работи одеднаш на многу фронтови, но моите граѓани заслужуваат да имаат безбедни услови за движење, да се воспостави ред и на крајот на денот тие плаќаат со години даноци, некој мораше да почне од некаде нешто да среди. Така да уште поинтензивно темпо не очекува во наредниот период околу. Она што сакам дополнително да ве прашам е за тоа дека зборуваме за реконструкција на улици, но не спомнуваме хортикултурно уредување, не паметиме кога последен пат, освен кога започна вашиот мандат, е направен парк. А мислам дека тоа недостасува во општината, малку повеќе зеленило. Имате планирано нешто на таа тема? Се сложувам, како што инвестираме во населените места, во Цветан Димов, секаде каде што има простор за знаете, во Кисела вода и во централниот дел многу малку државно земјиште имаме, но секаде каде што имаме државно земјиште гледаме просторот да го искористиме приоритетно за парк, но секако дека и паркинзите играат клучна улога. Знаете дека овде имаше со години проблем со паркирање, така што еве сега пред извесен период, како што спомена во 11 октомври, згради, каде што завршивме со целосна реконструкција на улиците, на коловозите таму. Паралелно водевме сметка за паркинзите, над 100 паркинг места отворивме и дополнително хортикултурно го уредуваме целиот тој потек. Истото е планирано и за ова централно. Во овој дел, каде што сега се наоѓаме. Да, точно, секаде каде што има и најмал простор, ќе гледаме да го искористиме за хортикултурно уредување. Не треба да забораваме дека во неколку наврати од како сум градоначалник ние правиме пошумување на некој начин на општината, односно засадивме доста голем број на дрва. Беше, како што споменавте, паркот кај кружниот тек во Кисела вода према Припор изграден во наше време. Дополнително уште еден спортско-рекреативен центар огромен на над 7.500 квадрати во Драчево го завршуваме веќе во финална фаза. Во 11 октомври бараки, сега почнуваме денови исто со реконструкција на сите улици, дополнително паркова содржина е планирана, така што обрнуваме сериозно внимание и на тој дел. Ги слушате и имате слух за поплаќите на граѓаните, особено во овој дел каде што сега се наоѓаме и за оваа улица за која што зборувавме досега имаше долги години поплаќи и жалби. Граѓаните од општината се малку збунети, станува збор за нешто за што добивме и ние како прашање до вас од граѓани на општината, кој што живеел на улицата Христо Татарчев, која што сега е смената во Мири Бошкова. Сега кога извадиле лични документи кои што биле дотраени и стекувало рокот и морале да извадат нови лични документи, ги добиле на старото име Христо Татарчев, но данок на имот стига на Мири Бошкова. Прашањето е, не били известени дека промената е направена, како сега да постапат? Точно исто, искрен да бидам, и јас се соочив со таква ситуација да јас живеам во Росеник, во Кисела вода. Знаете како, тоа е она што го говориме години назад, дека нема транспарентност, отвореност на службите, не се дознава информација навремено и сите тие работи. Значи, тоа е направено промена, прво промените на имињата на улиците ги врши градот Скопје.
промената конкретна за која што вие говорите и за многу други промени што ги направиле без да биде било кој консултиран од граѓаните во Кисела вода, се направени пред истекот на мандатот на господинот Петре Шилегов. Јас ево искрено како и граѓанинот кој што пишал до вас. Една господја која што имаше прашање до вас, на сметка, односно на данокот кој ми стигна дома за да го платам, дека на друга адреса, И се сложувам како и граѓаните дека нелогички е за мене на неколку години да се менјаат имиња на улица. Несериозно е прво за градот тоа да го прави, второ и за општините е за нас проблематично, а на крајот на денот сето тоа го плаќаат граѓаните. Ништо, ќе си уплатиш на си уплатив сметката по новата адреса. Точно по новата адреса и сега дополнителен трошок ќе произлезе за сите нас од еден потек кој што го направил некој, не знам од кои причини. Да ги менувате сега, треба личните документи треба по да ги новата. смениме, да, треба да се сменат. Да, ние пративме допис до градот Скопје, каде што бараме, ако има начин, да се врати по старо целата состојба. Добро. Но Бар додека се во важност документите, точно, дали може да бидат по старата, по кога ќе треба нови да вадат. Затоа што знаете, криза има во државата, сите го знаеме, тоа сите го гледаме. Да не биде по џебот на граѓаните. Точно, уште дополнително сега да биде проблем по џебот на граѓаните, мислам дека нема логика во сето тоа. Така што, како што ви споменав, јас сите се соочуваме со тој проблем, но не е проблемот од нас предизвикан, ниту па јас би повлекол таков потек кој што би предизвикал дополнителни финансиски импликации за моите сограѓани, но испративме дописи, тоа е работа која што не зависи од нас, и зависи од градот. И очекувате одговор од градот Скопје? Очекуваме одговор од нивна страна, за да можеме како да одговориме и ние на граѓаните. Да. Во секој случај ви благодарам што утринава не донесовте на улицата која што ја посочувате како централно јадро во општината Кисела вода. Благодарам што одговоривте на прашањата и поплаките од граѓаните. Завршуваме на последниот крак, така? Да, ова е последниот дел. Да, посакувам убав и пријатен ден, убава работа, се разбира, тука сме да ги пренесеме сите планови, проекти и се на што работите. Ви благодарам, ме беше чест, уште еднаш поздрав до студиото и вашите гледачи. Денеска во 12 часот сте добре дојдени. Започнувам исто така со реконструкција на Малешевска улица во Драчево, улица во должина 950 метра, каде и атмосферската канализација, средуваме тротоарите и така натаму, така што ви благодарам на поддршката и се надевам дека ќе бидете сведоци на уште многу проекти на нашата општина. Благодарам